Цивил медија. Мислам дека граѓанското новинарство значи учество на поголемиот дел од граѓаните во тоа што се вика новинарство, односно известување за одредени работи, со тоа што не станува збор за тој професионален пристап кој што го имаат новинарите, туку за пристап од страна на луѓето кои што се соочуваат со секојдневни ситуации, кои благодарение на моменталната ера на брза комуникација можат да или имаат можност да известуваат за појавите што практично секојдневно околу нив се случуваат со помош на телефоните и со помош на брзиот интернет. Денеска тоа е работа која што практично се случува многу и која што придонесува, но не би рекол дека придонесува на начин сите тие аномалии да бидат спрешени, односно сите тие девијации во општеството да бидат сопрени, односно од кога ќе бидат детектирани да се решат, а сепак има голема улога граѓанското новинарство во дополнително разоткривање на проблемите што ги имаме и сметам дека е добра алатка или начин како луѓето да помогнат практично во секојдневното известување за различните ситуации. Па баш со детектирање на тие такви ситуации, значи доколку станува збор за лажни вести или говорот на омраза, најчесто тоа се случува во или доколку се презентирани за конкретна појава, може многу лесно да се провери и да се види дали е тоа навистина така, кога станува збор за говорот на омраза, бидејќи тоа се случува во локални средини, баш имањето технологија овозможува да брзо биде откриено, видено, детектирано. Пак ќе повторам, не треба само да биде детектирано и тоа да биде последна алка во приказната, туку треба да реагираат институциите. Мислам дека тоа е поголемиот недостаток во сегашната ситуација, бидејќи во изминатиот период многу луѓе гледаме дека се активни како граѓански новинари, но тамо завршува приказната, нема понатаму било какво дејство од страна на властите кои што треба да тоа го санкционираат, да прекине и слично. Почетокот на моето искуство беше со успешна приказна која што значи снимање на работници кои работат на плюс 60 степени и меѓу другото таа вест одекна и прекинаа со работа. Тоа е една успешна сторија, но општиот мој впечаток и заклучок, имајќи у предвид дека постои на Facebook ѕид на сообраќајен срам. Ја исто така многу пати сум информирал бидејќи сум постојано со точак за тоа дека има огромни прекршувања во сообраќајот. Понатаму постојат многу информации за неисчистено ѓубре, постојат информации за многу работи кои што практично се само вест и остануваат на тоа. Не знам, остануваат на лајкови, на корисници на социјални мрежи. Искрено сметам дека многу поголемо учество треба да земе полицијата и сите надлежни служби во решавање на овие проблеми, но очигледно исто така и дека немаат они некој механизам. Пак ќе се навратам на групата што ја спомнав. Таму секојдневно имате стотици примери за тоа како се крши законот, а истовремено гледате дека паралелно со тоа земаат, например, на паркинг во 3 бисери пајаци коли. Мислам, примеров е банален, ама сепак станува збор за многу честа појава на прекршување на тој закон и конкретно зборам за сообраќајот и веројатно мора да постои некој начин, некаква соработка на надлежните со сите кои што јавуваат за такви работи. Не мора тоа да биде Facebook, може да биде Цивил, може да биде некаква си организација која што би се направила во функција да работи во функција на МВР и тие да некако ги решаваат тие случаи. Ако остане само на сликање и само на сензационална некоја вест дека нешто се случило без да има решение, тогаш нема никаква поента. За прв пат објавив историја, односно Цивил објави историја која што беше мој пост на Facebook, значи без јас да инсистирам на тоа или да имам некоја идеја околу граѓанско новинарство, која што се однесуваше на тие работници и случајно и доста изненадувачки за мене, после некое време поради ефектот и поради
самата ситуација имаше доделана награди за граѓанско новинарство, при што ми беше доделена награда. Во продолжение на тоа, за неколку стории, кои што прилично јасно осликуваа некоја ситуација која подосна се одрази и нели на секојдневиево и беше стана вест, мислам да ја објави и други медиуми, имаше и други награди, така да доста поттикнувачки е моментот што Цивил ги охрабрува граѓаните да тоа го прават. Сметам дека треба повеќе да го прават, но доколку остане само на Цивил и на лајкови на Facebook, тогаш нема да има никаква поента. Цивил медија